Инвазијата на Украина ја зголеми поддршката за членство на Финска и Шведска во НАТО. Денеска во Берлин ќе се состанат министрите за надворешни работи на Алијансата, каде на дневен ред ќе биде и влезот на овие две земји во НАТО. Од Русија порачуваат дека овој потек на нордиските земји би го доживеале како закана. Тие ќе предложат и соодветни мерки на претпазливост доколку НАТО распореди нуклеарни сили и инфраструктура по должина на руската граница. Сето тоа се вклопува во неславна потрега по непријателот, што во практична политичка и воена смисла се рефлектира во демонизација на Русија, припишувајќи непријателски намери на Русија кон земјите за кои е невозможно да се мисли такво нешто. На состанокот во Берлин ќе присуствува и Турција, која е единствена членка на НАТО која се спротистави на приемот на двете земји во Алијансата. Таквиот став се должи на наводната поддршка на Шведска и другите скандинавски земји за курдските борци и за други групи кои Анкара ги смета за терористи. Турција како членка на НАТО има право да стави вето на одлуката за приемот на двете земји. Турција нема позитивно да го поздрави приклучувањето на Финска и Шведска во НАТО алијансата, оквалификувајќи ја иницијативата како грешка. Немаме позитивно мислење. Скандинавските земји се како гостинска куќа за терористички организации. Финска и Шведска се повикани на состанокот, бидејќи се очекува наскоро да поднесат барање за членство, како реакција на рускиот напад врз Украина.